Денес во духот на високите вредности, на почитувањето на културата, на традицијата, на обичаите на народите, универзитетот започнува со серија настани преку Центарот за меѓууниверзитетска соработка, во која што целта е подигање на свеста, промовирање на материјалното и нематеријалното културно богатство на еден народ. Идејата е да се запознаат учениците, студентите, вработените со сето она кое што се случува во изминатите години, а тоа е дека голем дел на проекти постојат со цел размена на идеи, размена на искуства, и размената на идеи и размената на искуства не е само некаде да се појде и да се сретнете со некого, туку пред се значи и нешто да му кажете, да споделете нешто од вашиот колективен и индивидуален идентитет, да го промовирате тоа, а за да го направите тоа исто така е многу важно да го направите на достоинствен начин. Навистина сум многу благодарен за топлиот причек кој што ми беше приреден денеска и во салата која што е овде до нас, во која што ќе се одвива предавањето, е полна со млади студенти, што ме радува затоа што денеска ќе зборувам на тема дипломатијата и воопшто професијата дипломат, и би сакал да ги охрабрам да одат да студираат во Франција, затоа што ќе зборувам исто и за можностите за продолжување на студии во Франција. Има ли можност студентите да добијат стипендии? Значи ќе помогне ли француска влада или амбасада за нивното? Est-ce qu'il y a des possibilités d'obtenir une bourse? Est-ce que l'ambassade de France, l'Institut français aide les étudiants pour obtenir une bourse? Секако има стипендии, значи тие не се многу бројни, меѓутоа постои програма за стипендии, но исто така постојат и бројни европски програми за стипендии кои треба да се използваат.